Јелена Карлеуша се врати на голема врата на српската телевизија Пинк, откако неколку години беше во војна со собственикот на телевизијата Желјко Митровиќ. Од неодамна таа е дел од жирито на музичкото шоу Пинкови звезди, во кое се и дел од незините екс-колеги од Звездите на Грант. Јелена на снимањето на шоуто постојано доаѓа во скапи дизајнерски парчиња, но овој пат се појави во бизарен аутфит. Таа носеше сребрен корсет со светки, златни сандали на високи потпетици и розова перика со очи и уши во стилот на јапонските аним ликови. Бидејќи нема Инстаграм, таа на Твитер објави неколку фотки од студиото на Пинк со коментар: "Розовите соништа се направени од ова", алудирајќи на хитот на Sweet Dreams. И како многу пати претходно, јавноста го искритикува и исмеа нејзиниот моден избор. Кукла надување од Тему. Ефтина си. Ужас, ефтино, катастрофално. Тука дури и не е лошо зашто е фотошопирано, но фотките од интервјуата тага, чемер и јад. Се во една. Во новиот документарец Викторија сподели детали што јавноста не ги знаела досега. Откри дека имала проблем со трошење кој речиси и го пропаднал бизнисот, но вели дека лета со нискобуџетни авиокомпании, а нејзиното семејство е скромно и мајка и пазарала во Лидл. Иако Викторија Бекам е една од најпознатите жени во светот, во својот нов документарец сепак открива детали што јавноста не ги слушнала претходно. 51 годишната модна дизајнерка отворено зборуваше за битката со нарушувањето во исхраната, но и за детали од секојдневието со Дејвид, нејзината зависност од шопинг, а откри и зошто никогаш не се смее. Што дознавме за Викторија од нејзиниот нов документарец? Била зависна од шопинг. Веќе е познато дека повеќе од една деценија модниот бренд на Викторија беше во загуба и првпат оствари профит во 2023, односно 15 години по лансирањето. Дејвид бил тој што инвестирал милиони во бизнисот на Викторија, а во еден миг дошле и до ситуација кога повеќе не можел да дава пари поради големата загуба. Почнав да паничам бидејќи не се враќаше ништо од парите што ги вложував. Од секогаш сме стоеле на ставот дека ќе се поддржуваме еден со друг без разлика на се, но почнав да се загрижувам. Бизнисот воопшто не беше одржлив, вели Дејвид. Во документарецот зборува и бизнисменот Дејвид Билхасен, кој исто така инвестирал во брендот на Викторија и вели дека доста голем проблем било нејзиното неконтролирано трошење. Иако модната куќа била во загуба, Викторија трошила десетици илјади евра само за растенија во канцеларијата. Многу секаше растенија ја чинеа по 80.000 евра годишно. Потоа требаше и некој што ќе се грижи за тие растенија, и тоа чинеше уште 17.000 евра годишно. И ова е само почетокот. Па одлучив да ја кажам вистината, таква каква што е, и не знаев како ќе реагира. И реков: Викторија, мора да промениме се, да направиме нова структура на бизнисот и тоа ќе биде болно. Викторија додава дека не е било лесно да се соочи со своите грешки, но признала дека трошила непотребно за се и се што, како нарачување материјали кои не ни требале. Никогаш не сум учела бизнис, имав искуство во забавна индустрија. Мислам дека дел од проблемот е што на луѓето им е страв да ми кажат не. Центарот за култура во Битола слави 45 години постоење денеска со концерт на пејачот на народна музика Евто Пупиновски. На сцената ќе биде придружуван од битолскиот состав Милениум. Концертот ќе се одржи во големата сала од 20 часот. Центарот за култура беше пуштен во употреба на 11 октомври 1980 и до денес остана храм на културата во градот. Јубилејот на Центарот за култура не е само прослава на една институција, туку и на сите уметници и публика кои со години го одржуваат жив културниот живот во Битола. Концертот на Евто Пупиновски е само уште едно потсетување дека музиката има моќ да обединува и да создава спомени кои траат за секогаш, соопштија од Центарот.
Македонската академија на науките и уметностите е основана на 23 февруари 1967 година, но како овој ден МАНУ го определи 9 октомври, кога истата година во 67 година беше извршен изборот на председател, подпредседател и секретар на МАНУ на првото собрание на академијата. За нејзин прв председател бил избран Блаже Коневски. Начинот на официјалното основање на оваа врвна македонска институција на науките и уметностите му претходеше период од 150 години исполнети со силен размав на хуманистичките научни дисциплини, лингвистиката, книжевната наука, историографијата, етнологијата и фолклористиката, но и на природните, техничките и општествените науки, како и на уметностите, особено на поезијата, музиката, живописот и градителството. Повеќемина македонски интелектуалци, научници и уметници се вградија со личен влог во развојот на македонската култура во 19 и 20 век. Така течеа духовните континуитети во македонската културна историја и сите тие величинствени градби на духот низ еден природен историски процес доведоа до основањето на Македонската академија на науките и уметностите. Охридскиот книжевен центар на Свети Климент и Свети Наум кон крајот на 9 и почетокот на 10 век создаде почва за богата писмена активност и научно-литературна, образовна и уметничка дејност во Македонија. На овие простори се роди првото словенско писмо, кое од Македонија се ширеше и се распространуваше низ целиот словенски свет. Овде обстојуваше нашата македонско-словенска цивилизација со високи естетски вредности во областа на книжевното творештво, ликовната, музичката и архитектонската уметност.